Топ тема, добро вечер. Македонија од понеделник се очекува да има нова влада, а во неа од градоначалничката функција во гостива назад на челната позиција во Министерството за здравство, но овај пат со Мицкоски како премиер, ќе седне Арбен Таравари со каков план за реформи во здравството. Но пред се со какви измени ќе има во Законот за локална самоуправа за да се одбегнат избори во трите општини чии градоначалници ќе бидат министри или се пратеници. Како се усогласија изборните платформи на Вреди и на ВМРО ДПМН, кои во делови беа комплементарни, во делови пак сосема спротиставени. Каков квалитет ќе донесат новите ресори? Во топ тема вечерва, интервју со Арбен Таравари, председател на Алијанса за албанците и иден министер за здравство. А ги донесуваме и пораките до новата влада од официјален Берлин, што во интервју со Тамара Ганчаровска ги пренесува Мануел Сарацин, специјален представник на Германија за Западниот Балкан. Но прво, добро вечер и добре дојде во топ тема за господин Арбен Таравари. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Многу прашања се наметнуваат и во контекст на изборната програма, но и она што е најактуелно во пресред на формирањето на владата, а тоа е кога и какви предлог измени на Законот за локална самоуправа ќе бидат предложени, бидејќи намерата е политичката одлука е да се одбегнат вонредните избори во три општини. Тоа се Сарај, Аеродром и Гостивар, значи една од вашите градоначалници кои ќе бидат министри, односно градоначалникот на Сарај кој е пратеник. Идејата е, ако се одржат предвремени избори, би требало некаде ноември или декември да се одржат оваа година, 2024 година, а потоа редовните избори се некаде септември или октомври идната година. И имате во предвид дека за 10 или 11 месеци се работи, да има два пати локални избори во три општини. Мислам дека е само трошок за државата. Не постигнувам ништо, да излезат, да речеме, во Аеродром не знам колку граѓани, во Сарај сигурно над 20.000 гласачи, во Гостивар 35-40.000 гласачи, да гласаат за 10 месеци, за 11 месеци градоначалник, мислам дека само правиме трошоци, затоа и го дадовме предлогот, да беше повеќе од половина на мандат, апсолутно треба да се гласа, меѓутоа се работи за мал период да се избере нов градоначалник и потоа повторно да се оди на редовни локални избори. Се надевам дека ќе имаме поддршка и од другите парламентарни групи, ако не, тогаш ако одлучиме сите заедно, а мислам дека има расположение и во СДСМ и во ВМРО, моментално се разговара и со ДУИ, се надевам ќе имаме поддршка од нив. Кој е конкретно предлогот? Предлогот е доколку градоначалникот поминал повеќе од половина од мандатот, во тој случај Советот да избере ВД градоначалник до следните избори. Ово е предлогот на Алијанса за албанците за промена во Законот за локална самоуправа, за која што за сега имаме поддршка од ВМРО, се надаваме и од СДСМ. Имам такви информации и сигнали дека би имало поддршка. Но поддршката од ВМРО и СДСМ нема да биде доволна, бидејќи тука можеби ако дојде поддршката од СДСМ ќе се обезбедат 2/3, потребна е поддршка и од ДУИ, бидејќи ви недостасуваат гласови за Бадентер. Не, секако дека ние веќе сега имаме поддршка од над 80 пратеници за овој закон, дефинитивно. Меѓутоа за Бадентер ќе треба и од ДУИ, затоа координаторот на нашата пратеничка група вчера, ако не се лажам, комуницирал со господинот Блерин Беџети и во тек се и тие да се координираат и да дадат нивен предлог дали би го поддржали или не. Ја мислам дека е рационално и за граѓаните да не ги малтретираме и да не правиме трошоци. Меѓутоа, ако се за избори, тогаш ќе организираме во трите. Има и други телкувања дека ваквото објаснување да не се трошат пари се малку банални, бидејќи има сепак повеќе од една година до следните избори и дека можеби всушност е некаков страф од нови избори сега. Не, апсолутно. Видете, трендот како што е, ги гледате и последните анкети, веќе влен како коалиција е пред ДУИ и тоа разликата само се зголемува.
збориме за 1 месец после избори, замислете после 5-6 месеци. Значи, воопшто не е стравот, резултатите во Гостивар беа тука, без македонски партии, без турците. Првиот круг ние победивме, вториот круг изгубивме, меѓутоа ситен број на гласови. Значи, победивме првиот круг со 75, сами како влем, без коалиција, и вториот круг изгубивме за 360 гласови. Ако ги комбинирате тука и етничките заедници, нели Турската демократска партија која што има во Гостивар околу 4000 гласови беше со ДУИ, сега во локалните им може да биде поинаку. Македонските партии е огромна разлика меѓу ВМРО и СДСМ. Значи околу 4-5 гласови е разликата. Не се ни дискутира за победа во Гостивар, во Сарај не знам како ќе излезе и таму веќе ние ќе целиме да победиме. Меѓутоа повторно велам, не е рационално граѓаните да ги малтретираме за 11 месеци 2 пати да гласаат и да правиме трошоци. Меѓутоа ако се одлучи поинаку, тука сме и за другото. Дел од експертите, синоќа професорот, еден од професорите по административно право, препорача дека има и неуставни елементи, бидејќи ова на некој начин би значело ретроактивност, која според Уставот, бидејќи ние веќе имаме ситуација на констатирана неспојивост на функциите, така што измената на законот би значила практично ретроактивно дејство, бидејќи конкретно веќе ако законот не биде усвоен до понеделник и не стапи на сила, во секој усвојување на законот после понеделник значи ретроактивно дејство, што според Уставот е привилегија само на граѓаните, а не и на политиката и на политичарите. Ние сме тука да ги слушнеме сите, така да не мора да значи дека по секоја цена треба, ако е така, ќе ги видиме сите околности, ќе ги анализираме и така ќе постапиме. Значи не мора по секоја цена тоа да помине. Мислам дека е рационално и едноставно без трошоци и без малтретирање на граѓаните. Меѓутоа, ако одлучиме поинаку сите, нема никаков проблем. Колку е и каде е тука етичката дилема, бидејќи, еве, и лично, ако веќе сте решиле да прекинете еден мандат, да се откажете од една доверба што ви е дадена, тогаш едноставно и единствената легитимна опција е да го вратите мандатот назад на суверенот и на граѓанинот, а не политички да одлучувате кој тоа ќе ве наследи. Значи, при добивање на мандат на локални избори добива градоначалникот и советот. И советот се гласа од граѓаните, непосредно. Јас ги поминав 2/3 од мојот мандат. Значи, повеќе од 2/3 од мојот мандат. Да, но прашањето е кој ќе биде легитимитетот на вашиот вашиот заменик, бидејќи точно, да. Но, Арбен Таравари освои 18.644 гласови како кандидат на коалицијата Алијанса и Алтернатива. Коалицијата, односно советничката листа на Алијанса и Алтернатива, доби само 8.856 гласови. Значи, тука кај гласовите за Арбен Таравари не може да се утврди чии се гласовите. За Арбен Таравари е гласано како личност. И граѓаните веројатно треба да имаат право, штом Арбен Таравари им заблагодарува за довербата и оди на друга позиција, веројатно имаат право да си одберат нов градоначалник. Апсолутно, видите како, и во локалните избори ние бевме во коалиција со ТДП, која што имаше своја советничка листа, ВМРО, која што имаше своја советничка листа, и ДСР. Тоа е ромското движење, Сојузот за роми, Демократскиот сојуз на ромите. Ако ги соберете гласовите на советничките листи на сите овие партии, може би јас имам 1000 гласа или 2000
2000 повеќе отколку сите советнички листи, така да јас бев заеднички кандидат за вториот круг збора, тогаш добив околу 19.000. Ги пресметав и тие плюс кои што се надвор од гласовите. Значи, ако ги рачунате гласовите на Турската демократска партија, на ВМРО, на ДСР и на Алијанса за албанците со алтернатива заедно, може би се минус 2000 гласа од моите вкупно околу 19.000 што ги добив. Повторно треба некој од Советот, меѓутоа ви велам, ова е рационално решение. Ви велам, секогаш треба трезвено да размислуваме, видите, малтретирање и за граѓаните. За 11 месеци или за 10 месеци два пати да гласаат во Гостивар 35.000 граѓани. Па добро, тоа е нивно основно право, локалната самоуправа и темел на рамковниот договор, тоа е нивно основно право и едноставно. Ако најдеме заеднички јазик меѓу сите нас, тогаш окей, ако не најдеме, тогаш ќе одиме на предвремени локални. До кога ви е рокот со оглед на проблемот со ретроактивноста на законот ако се донесе по изборот на владата, значи остануваат само уште на неколку дена, бидејќи рековте 2/3 има, но проблематичен е Бадентери, веројатно клучен ќе биде ставот на Дуи, која пак исто така е во таква ситуација со пратеникот и поранешен градоначалник на Сарај. Нека размислат и Дуи, ја мислам дека има еден консензус, барем според информациите што ги имам, меѓу ВМРО, СДСМ и Алијанса, Влен, извинете, за да се изгласа еден ваков закон, меѓутоа ако Дуи се против, тогаш ќе одиме на предвремени локални избори. Ке се остане ли само на делот за мандатот на градоначалникот, бидејќи во изборната програма на ВМРО ДПМН, а тоа и низ праксата, особено во Скопје, се покаже како неопходност, ке се оди и ке се опфати ли овој пат и опцијата, можноста за разрешување на градоначалникот, повикување во оваа фаза? Не би требало. Јас сега мислам дека немаме потреба, бидејќи сме скоро една година пред идните редовни локални избори. Добро, тука одиме со кратка пауза за реклами, а потоа продолжуваме со она што ќе биде вашиот врел Костани, каде што можеби ќе бидете единствениот министер кој нема да има 100 дена во Министерството за здравство заради бројните проблеми, но и она што е генерално што можеме да очекуваме како нова владина програма. Се враќаме по кратка пауза за реклами. Господине Таравари, се враќате во ресорот за здравство, но овој пат со друг условно речено шеф како премиер и веќе споменав. Според последните случувања, ги има многу, се чини дека вие нема да имате воопшто 100 дена. Што е првиот приоритет од хаосот кој што се случи изминатиот период? Најголемиот проблем е компресорската станица, другите се кадровско, политички, беа предизвикани по сменан и подвојување на Алијанса, кога вашиот претходен колега беше заменет со друг ваш колега, но од другата групација. Значи, како и повеќето институции во нашата држава и во здравство имаме скоро да сме во хаварија во здравствениот систем, меѓутоа тоа е тоа, секогаш за мене е предизвик кога нешто е во лоша и тешка ситуација да се влезе и да се обидеш да помогнеш таму колку што можеш. Или и општината беше предизвик, 2 мандати се обидовме и дадовме максимум со екипата, сега здравството е таму кај што реално припаѓам и како професионалец и таму каде што можам да дадам највише отколку секаде друго. Македонија, често кажувам дека е држава на парадокси, на повеќе типови на парадокси, меѓу кои парадокс е и здравството. Ако анализирате приватно здравство, Македонија има меѓу најлуксузните и најдобрите приватно организирани здравствени системи и јавното здравство е пред тотален колапс. Имајќи во предвид дека тие сме луѓето кои што живееме во Македонија, помалку од 1,5 милион луѓе, тие се докторите и сестрите и како е возможно во
приватниот здравствен систем се да функционира перфектно, а во јавниот сектор, јавното здравство да биде пред комплетно девастиран системот. Така да треба полека... Како е можно? Вие сега се враќате во овој ресор и веројатно претходниот пат немавте доволно време за потези и реформи, но сега влегувате со јасен и силен мандат. 2017 кога станав министер, кажав дека мојот фокус ќе биде јавното здравство. Приватното нека си постои како конкуренција на јавното, меѓутоа ние треба како општество да се фокусираме на јавниот здравствен систем. А зашто не размислувате? Значи ли тоа дека не размислувате за некаква комплементарност, за промена на системот кој на нас ќе ни овозможи да бираме услуги за здравствениот денар кој што го плаќаме и на тој начин ќе делувате и на цените во приватниот сектор, но и ќе ги затворите оние можеби врати на корупција кои што практично го подјадуваат јавното здравство. Треба да се размислува и на тоа, меѓутоа прво треба нешто што е хитно и неодложно да се направи во јавното здравство. Во меѓувреме не велам дека треба да се размислува и за систем на осигурување и приватно и јавно, некој кој што плаќа повеќе здравствено осигурување да има можност да добива и подобри здравствени услуги, меѓутоа генерално државата да може да даде на секој човек здравствена услуга, ова е и уставна категорија, дека секој од нас имаме право да добиеме здравствена услуга во сите јавни здравствени установи. Што значи тоа итни решенија за спас на, самиот рековте, то целосно девастирано јавно здравство. Еве, конкретно, проблемот со компресорската станица предизвика тотален колапс на цела една сфера. Секојдневно добиваме повици дека луѓе не можат да ги добијат основните здравствени услуги кога е во прашање, дури кога се во прашање итни операции. Во Македонија здравствениот систем е поделен во 3 степени. Првата е примарното здравство, кое што е релативно добро и функционално. Меѓутоа, мислам дека треба да се дадат уште малку ингеренции на примарното здравство, на докторите, кои што се како општи доктори, матични доктори, треба да им дадеме малце повеќе ингеренции, да се работи малце повеќе и на превентива со овие доктори, мислам дека можеме тоа да го организираме. Продолжувам да мислам дека нашето здравство, јавно здравство, е доста централизирано. Значи, околу 70-80% од здравствените услуги во Македонија се даваат во Скопје, што не е нормално. Затоа треба да размислиме на децентрализација, на дисперзација. Што подразбирам со ова? Подразбирам дека треба да се работи малце повеќе со секундарното здравство. Значи, пред се мислам на клиничките болници, да отвориме 4 регионални клинички болници, едната функционира веќе во Тетово, меѓутоа треба да се работи таму и дел од докторите можеби и од Скопје неколку денови во неделата или месецот, доброволно или со мотивирање, финансиско мотивирање, да бидат и во Тетово. Вакви центри треба да функционираат и во Охрид и во Струга, мислам, во Штип исто така и во Битола да бидат 4 да речам регионални центри кои што малце ќе дадат можност во Скопје системот да биде малце растеретен. Но тоа подразбира и соодветен кадар. Голем дел од лекарите, особено во некои дефицитарни области, веќе работат по тој систем на ротација. Сега треба да се мотивираат малку повеќе. Мислам дека, кажав за економските директори, уште кога бев прв пат министер 2017 година, знаете, памтите сигурно, јас за месец дена разрешив над 90% од економските директори и идејата толку беше силата. Потоа некои остана, некои заради желбите на некои партии се вратија. Кој ќе биде сега концептот? Јас бев 100 дена министер тогаш и концептот тогаш беше сите економски да не постојат и да се спои клиничкиот центар.
кој е сега концептот, бидејќи рековте дека голем дел од програмите и идеите со ВМРО ДПМН ви се усогласи? Не, овие програмски цели, посебно во здравството, кај нас беа и 2017-16 изборите, и 2020, па немавме власт, и сега кога веќе ќе раководиме со Министерството, Министерот меѓутоа подготви пакет за спојување на клиничкиот центар. Јас се надевам дека ќе го продолжиме ова беше идеја на партијата и програмски став кој што стои во програмата на нашата партија. Јас се видам сега законски, не знам како ќе ги консултирам правниците во Министерството за здравство, ако можам ја уште првиот ден би ги разрешил сите економски директори. Уште првиот ден. Министерот ги именува, министерот ги разрешува, но проблем е дали ќе именувате нови? Не, нема да постојат. Значи да има 30 или 32 директори професионални, плюс 32 економски директори, плюс управни одбори во 5 на 30 клиники, тоа се уште 160-70 луѓе, мислам дека треба да рационализираме. Нормално, не треба да се брза со спојување на клинички центар, за да не настане хаос, меѓутоа долгорочно. Мислам за една година барем да успееме да направиме нови систематизации, да го планираме добро спојувањето на клиничкиот центар, за да може да функционира интегрално, заедно, убаво и добро и ефикасно. Меѓутоа, во меѓувреме треба да размислиме и во другите општи болници, секаде да нема веќе втор директор, еден директор е сосема доволно, со тоа рационализираме и намалуваме број на директори во сите установи и организацијата во здравството во периферија да има здравствен дом и општа болница не оди. Ја мислам дека системот на спојување на општи болници со здравствени домови треба повторно да се случи. Вака функционираше многу подобро пред 2007 година, отколку кога се расепка сите здравствени институции низ државата. Така да постепено ќе работиме прво на спојување на клинички центари и да го подготвиме законот за евентуално и спојување на општи болници со здравствени домови и регионализација на здравствениот систем, дисперзација, евентуално клинички болници во 4 поголеми градови во Македонија, кажав Тетово, Струга, Охрид, заедно нешто интегрално, Битола и Штип. Штип, Тетово, Битола, функционирање на градска општа болница, сега двојам што е различно со програмата на ВМРО ДПМН и дали е согласено. Кајнев има и функционирање на градска општа болница 8 септември како дополнителен клинички центар за Скопје, изработка на проект за хируршка клиника Свети Наум Охридски во центарот на Скопје, да прерасне во ургентен траума центар, интегриран клинички центар, тука сте заедно, и програма за интегрирање и функционално реорганизирање на здравствените единици во секундарното здравство и рамномерна добро, и тука сте на иста линија, методологија за интегрирање и регионализација на здравствениот систем. Овие се наши ставови од програмата во 2016 година, 2020 исто и сега е истото. Така да ние стоиме на тоа што го работев првите 100 дена, разрешување на економски директори. Истото беше и доктор Фатмир Меджити, бившиот министер, кој што дури подготви и поднесе до владата спојување на клинички центар. Меѓутоа, ја мислам дека овде не треба да се брза, да немаме хаос. Треба да се подготват нови систематизации на сите клиники, да се тоа убаво изработи и програмира, за да функционира, да не биде да не настане нов хаос во клиничкиот центар. Тука е најризичен, особено делот со заедничките набавки. Делот со она што се издвои како логистика, како храна и сите работи кои што се на мизорно ниво. Една многу битна работа, која што е многу важна, е дигитализација во здравството. Иако имаме делум на дигитализација со мој термин, меѓутоа тоа е многу парцијална. Ние треба да имаме нов систем на дигитализација на цело здравство низ државата, тука да бидат вклучени и приватните болници кои што функционираат, и аптеките и стоматолошките ординации. Меѓутоа, ова треба да се смисли и да се
најде некаков модел кој што функционира добро, ми кажаа дека има некаков словенски модел, еден турски модел кој што функционираат безпрекорно и граѓаните веднаш може да го осетат за 6 месеци до 1 година дека навистина нема гужви, подобро е организирано и да се заштеди да се заштедат огромен дел на ресурси во здравството. Меѓутоа за ова веднаш кога ќе седнеме во канцеларијата почнуваме да разговараме и да земеме модели кои што убаво функционираат. Ја мислам дека и за клиничкиот центар... Кога веќе го споменавте словенечкиот, тука и тој убав модел и начин на финансирање во однос на пакетот здравствени услуги, каде што вие добивате здравствена картичка со која што имате одреден фонд на услуги кои што можете да ги барате било каде. Македонија и Словенија во многу работи се слични. Да, меѓутоа Македонија, разликата е во тоа што Македонија го уништи јавното здравство на сметка на приватното, словенците го направија обратното на многу убав начин. Затоа мислам дека добар рол модел за Македонија, бидејќи по површина сме слични и по популација сме слични и живеевме, доаѓаме од ист бивша држава, така да ја мислам дека една екипа од Македонија веднаш хитно треба да оди до Словенија и до Фондот за здравство во Словенија и да се види, да се усогласи и ако можеме нешто слично да имплементираме во Македонија. Мислам дека Словенија е пример кој што треба да се имплементира во Македонија. Секако треба одредени можеби ситни промени да има и да се усогласи со нашето законодавство и сите околности кои што се во Македонија. Меѓутоа, мислам дека веднаш по превземање на мандатот, прва работа ќе биде една специјална екипа која што ќе ја посети Словенија и посебно клиничкиот центар во Љубљана. Колку тој тоа можно пресликување на тој словенечки модел и тоа можна условно кажано корелација, комплементарност на јавното и приватното здравство, може да биде начин за спречување и на огромниот одлив на кадар, кој што сега е во две насоки. Една насока е од јавно кон приватното здравство и втората насока е кон надвор, во неповрат кон здравство. Ова ќе ни биде огромен проблем, реално. Тоа што многу кадри, многу доктори си заминуваат и веќе имаме оделенија низ периферија во Македонија кај што ни недостасуваат гинеколози, педиатри, анестезиолози, хирурзи, ортопеди. Туку мораме да направиме и стратегија, мислам државна стратегија за здравство, која што би било за следните 10 години и во планирање за специјализации. Имаме одредени специјализации и луѓе кои што специјализирале. Например, ми кажува одредени колеги за пластични хирурзи или за кардиолози или за абдоминални хирурзи. Имаме за следните 50 до 100 години. И имаме одредени кадри кои што многу ни недостасуваат. Посебно гинеколози, педиатри, анестезиолози. И ја мислам дека треба да направиме стратегија државна и да се придржуваме стрикно на тоа со сите медицински факултети кои што функционираат дури да ја направите стратегијата меѓу оние кои што прво ќе тропнат на вашата врата, бидејќи во меѓувреме ги стопираа протестите се токму младите лекари, приватни специјализанти, чии што статус е незавиден. Во моментов, иако добија плата, им се плаќа, меѓутоа немаат здравствено осигурување, се уште имаат проблем. Секако мора да се најде решение. Пред една недела имав еден состанок заеднички со нив и мислам дека имаме неколку опции кои што треба да ги разгледаме. Нормално тоа има и финансиски импликации, меѓутоа за понатаму треба да размислуваме и во правец на редукција тотална, да нема приватни специјализации. Се да биде под државна капа, за да имаме контрола на кадри што продуцираме, така да ќе седнам повторно со приватните специјализанти, ќе разговараме дали можеме да ги систематизираме, а имаме недостаток на кадар, посебно во јавното здравство, и не само доктори, туку за сите здравствени работници. Меѓутоа, бидејќи ме прашавте конкретно за приватните специјализации, мојата идеја е веќе да не постојат приватни специјализации.
да постојат само државни специализации по институциите за каков кадар имаат. Ќе ни кажат, тоа ќе го направиме веднаш, ќе скенираме каква е состојбата низ целата држава и да Тоа планираме... би предпоставувало, ако веќе зборуваме за само тој принцип, Видете, приватни... тоа би предпоставувало и обврска да останат одреден период Апсолутно. Мораме да ги врзаме докторите некако да ги мотивираме. Не можеме да ги врзаме. Ќе ги мотивирате, не можете да ги врзате бидејќи кога ќе помине тој период повторно ќе заминат некаде. Каде што ќе имаат подобри услови за работа. Ја мислам ако почне да функционира системот, не очекуваме нешто спектакуларно да се случи за една година. Меѓутоа барем да видиме дека се работи во тој правец и дека некако граѓаните почнуваат да имаат поголема доверба во јавните здравствени институции. Тоа ми е многу битно, а модел мора да најдеме, бидејќи има луѓе или држави кои што направиле убави функционални модели кои што можеме ние да ги имплементираме кај нас и мислам дека овие се првите чекори што треба да се направат барем првата година. Ве прашав бидејќи една од кога се зборува за подобри и подостапни услуги, она што конкретно стои во програмата на Вреди е, вели, добро опремен медицински центар во секое село или група села со преку 5000 жители. Ова ви е прва точка во однос на инфраструктурата, меѓутоа во моментот, простете, може би грешам, но верувам ќе се согласите, личи на научна фантастика. Ова е огромен проблем. Реално веќе постојат повеќе населени места, села, кај што не едно, повеќе села, кај што не постои доктор. Клиничките болници, господине Тараварини, се празни без доктор. Со опрема која што со скапа опрема која што не може да се користи. Ја мислам дека постојат веќе, реков, примарното здравство е можеби најдобро организираниот дел на здравството. Ја кажав дека тука треба да дадеме дел од превенција, мораме да дадеме, и нешто повеќе компетенции кои што тие доктори можат да ги работат, така да треба да се изнајде решение, барем во одредени села, кај што тимови од примарното здравство би отишле барем неколку дена во неделата да им дадат здравствени услуги по селата кај што нема воопшто никаков медицински кадар. Јас знам дека ова е веќе сериозен проблем, меѓутоа мораме да размислуваме и да изнајдеме некакво решение, се со цел тие граѓани да не се осетат дека се маргинализирани и не можат да добијат здравствени услуги. И како градоначалник не се откажавте од вашата пракса на клиничкиот центар, користејќи и работејќи практично секој ден, од она што го знаете од внатре, од она што го слушате и што се случува како истраги, обиди за решавање на проблемот. Како можеше клинички центар да доведе до колапсот кој што му се случи со компресорската станица? За жал, ја немам точни информации, меѓутоа, ова што се случува е катастрофа. Значи, да не работат хируршките сали повеќе од месец дена, ако не се лажам. А тоа да не се интервенира ништо од владата, конкретно од Министерството за здравство, мислам дека е тотално Што ќе направите вие, бидејќи ова специфична сфера, еве и од лаички аспект има една информација која што нон-стоп провејва. Се случило ова, влегло улје, било за мене. Меѓутоа, како лаици, еве, професоре, докторе, ќе ве праша, што треба граѓаните да помисли кога ќе слушне дека во мноштвото информации кои впрочем доаѓаат и од Министерството, меѓу другото има една многу специфична реченица, која барем ми е мене специфична, а тоа е се појави влага и мирис во операциона сала. Простете, како лаик сметам, може би грешам, може би сум ептен тибидус лаик, но дека се тоа операциони сали кои по дефиниција треба да бидат 100% стерилни. Зашто зборуваме? За каков проблем? Јас немам точни информации. Јас читам по медиуми тоа што и вие можете да го прочитате. Се уште не сум во институцијата за да кажам официјални информации. Ги слушам и луѓето кои што излегуваат со официјални информации од Министерството за здравство, меѓутоа знам дека
Капацитетот на салите кои што работат во клинички центар само околу 30 до 40% функционираат. Замислете, 60% од операционите сали се нефункционални повеќе од месец дена. Добро е што имаме бекап. 8 септември, па и градска болница, се некакво место кај што може да се покријат одредени итни случаеви, меѓутоа треба да се види сериозно и да се реши проблемот што е можно поскоро, бидејќи ова е приоритет над приоритетите. Ова се пожари кои што се јавуваат во вакви девастирани системи. Уште два актуелни проблеми кои што ќе бараат итно решение, бидејќи за нив има представки до антикорупцијската комисија, тоа се разрешувањата на директорите на токсикологија, таму има и хаос околу новите вработувања и случајот директор на кардиохирургија. Јас не би сакал да шпекулирам, можам да дадам изјава официјална откако ќе знам што биле околностите. За жал, техничкиот министер за здравство несмасно ги менаџира двете ситуации. Значи, не изгледаше убаво. Секогаш решенијата треба да бидат рационални, кои што ќе бидат прифатливи и за тие што се актуелни директори, ако мора да се сменат, и за тие кои што ќе дојдат после нив. Мислам дека неубаво менаџирано целата ситуација во смената на двајцата директори во токсикологија и кардиохирургија. Меѓутоа, не сакам да навлезам во деталите, бидејќи немам сигурни информации, точни информации. Имате ли вие дилема од аспект на тоа дека многу одлуки кои што министерот ги донесе по денот на верификација на неговиот мандат се всушност нелегитимни и незаконски? Апсолутно да. После добиениот мандат како пратеник, ја мислам дека секоја одлука, ако има таква, подпишана од министерот, веќе се нелегитимни. Не за него, туку за секој министер кој што веќе е пратеник, а се уште има мандат на министер, не би смеел да подпишува. Тоа значи ќе бидат и ревидирани? Ако има такви, секако. Ако нема што да се ревидира. Поминавме дел од она што ќе биде ваша директна обврска и тука гледам дека има комплементарност од она што се барем централни точки во програмите на ВМРО, ДПМН и на Вреди. Претходно, пред да преминете на кадровски прашања, рековте дека едно од главните намери ќе биде усогласувањето на владините политики. Пракса е во многу земји кои ќе се формираат особено ваков тип на коалиции, сега има и трипартитна, ги имавме и порано, да она што ќе биде владина програма, заеднички усогласен став, се преточи на некој начин и низ некаков подпис на сите коалициски партнери. Какви се плановите на новата владина коалиција? Значи, најголемиот дел од разговорите, зборам за председателите на ВЛЕН и председателот на ВМРО ДПМН и мандатарот, беше за усогласување на програмата. Значи, генерално ние ако имало 4-5 состаноци заеднички, сигурно повеќе од 2 состаноци биле за усогласување на програмите и целите и намерите и функционирањето на идната влада. Ние уште првиот состанок, кој што се одржа во канцелариите на ВЛЕН, се сеќавате, тоа беше одма после изборите, значи се усогласивме за 4 главни столбови на идното владење, кој што најверојатно и премиерот, идниот премиер, сегашниот мандатар, ќе ги каже во неговото експозе. Оти често слушам одредени политичари велат немаат програма и не се усогласени за ништо. Сигурно се сеќавате дека првиот столб кој што е најбитен е европскиот пат на Македонија, вториот е економскиот развој на државата, вториот столб од нашиот договор и третиот е борба против корупција и криминал и правна држава и четвртото е децентрализација. Значи, децентрализација подразбира тоа добивање на повеќе ингеренции на општините. Нормално, тоа сигурно мандатарот и идниот премиер ќе го каже во своето експозе, меѓутоа најверојатно ќе имаме заедничка усогласена
програма и за сите други детали кои што сме ги разговарали со сати меѓу нас за да бидеме усогласени и да имаме заеднички став и да имаме јасни цели како идна влада. Она што остана како дилема и што се уште ви се забележува во дел од јавноста е дека се откажавте на некој начин од некои ваши ставови поврзани со првиот столб Европскиот пат, а тоа се роковите за уставни измени. Апсолутно не сум се откажал, не јас, туку зборам во име на сите председатели на ВЛЕН, тоа ни е главна цела, ја колку што гледам и ВМРО има иста цел. Видете, уставните промени без македонска партија не биваат. Ете, не е ВЛЕН во влада, е било кој, фронтот, Европскиот фронт. Можат ли да се случат уставните промени без македонската партија, која што е на власт? Така да, ние ќе дадеме наш максимум и сме во комуникација со сите релевантни фактори за доброто на државата, за доброто на нашите деца. Мислиме дека единствен пат за Македонија е европскиот пат, бидејќи и сите луѓе кои што одат од Македонија не одат во Кина или Русија, одат во европските држави. Така да, мене ми е баш мило што повеќето партии, зборам за сите партии, освен 2-3 партии во Македонија, кои што не се за европски интеграции, огромна среќа за државата. Тоа е несомнено дека генералната определба е тука. Меѓутоа, што значи кога Арбен Таравари ќе седне со заменик министерката за надворешни работи на Грција и поранешна амбасадорка во Македонија Пападопулу и ќе каже дека спроведувањето на Охридскиот договор е врвен приоритет, а потоа на Преспанскиот, се извинувам, а потоа ќе седне со Христијан Мицкоски кој вели да, тоа е така, но јас имам право на самоопределување како да ја нарекувам својата земја, на што има жестоки реакции од Грција. Како тука ќе се балансира? Договорите кои што се подпишани со помош на меѓународната заедница, меѓу нив е и Преспанскиот договор, со која што за среќа веќе Македонија е дел од НАТО и треба да бидеме пресретни сите што сме дел од НАТО, иако цената е прескапа, дефинитивно за нашата држава. Јас мислам дека после Преспанскиот договор, мислам дека Република Грција е една од најголемите поддржувачи на Република Македонија во Европскиот пат. И ова не го велам јас, го кажуваат повеќе дипломати од секаде, од сите европски држави, дека за среќа Грција последните 2-3 години е најголемиот супортер на Македонија за што поскоро да се започнат преговорите со Европската Унија и верувајте дека ние ако ги започнеме преговорите, а сега за среќа бројките се тука, само треба да се најде некое решение кое што ќе биде прифатливо и за Скопје и за Софија. Значи, може би, мене ми е само жал што сегашната влада во Софија не е стабилна како владата во Македонија. Да беше стабилна и сегашната нова влада, се плашам дека таму повторно ќе има избори. Тешко дека ќе можеме на таква стабилност да се надеваме во Софија за подолг период. Знаете, ние сме во комуникација нормално и со меѓународниот фактор и со одредени луѓе кои што се фасилитатори. Рековте дека има олеснувачи. Има олеснувачи кои што упорно работат за да изнајдат решение меѓу Скопје и Софија. Јас се уште сум оптимист дека многу скоро ќе се изнајде некакво решение што би било вин-вин ситуација и за Софија и за Скопје, а пред се за сите нас граѓаните кои што живееме во Македонија. Верувајте, тоа е убава работа за нас ако успееме да започнеме конкретно, не да се сликаме да кажеме дека е завршена работа, затоа не сакам да кажам дека е завршено, меѓутоа јас сум огромен оптимист дека ќе се изнајде некакво решение и тоа скоро. Колку во поглед на економските ветувања, редефинираниот концепт на владата е некаква гаранција сам по себе, бидејќи да, точно е, на една страна имам гласови, поддршка за стожерната владеачка партија ВМРО-ДПМН и незината намера да креира ресори какви што сака,
но од друга страна стои и фактот и оценките дека немаше јавна дебата, овој закон се усвои по брза постапка и конечно дека во севкупниот систем на државна управа и државна и јавна администрација не ни требаат само политички желби, туку ни треба истрен и реформиран концепт. Колку овие нови ресори, кои што несомнено ќе имаат какви такви финансиски импликации, се патот за добар почеток на едни такви реформи? Јас колку што знам, имало препораки и од меѓународниот фактор за преорганизација на владата, а сосема спротивни се од она што сега се случува на невладини организации, кога кажувам меѓународни невладини организации, дека треба да се реорганизира владата, а видите, и легитимно е секој мандатар да може да се организира како што он ја има. Да, ако има параметри дека тоа ќе доведе до функционалност и резултат. Јас не знам кој би бил, например, функционалност, еве кажете ми, на поделба на Министерство за политички системи и односи со заедниците, за кои што претходно сите се прашувавме што всушност работи, па сега од него дури две да има. Вие се сеќавате и 2017 господинот Заев направи истото како тогашен премиер, и 2020 Па знам, затоа ве прашувам, бидејќи и ВМРО тврдеше смешна е функцијата вице-премиер, прв вице-премиер. Не знаеме што работи вице-премиерот за добро владење, но еве тоа се функции кои остануваат, една дури ја имате и вие. Ќе видиме резултатите, дајте ни 100 дена, па да видиме дали знае и умее да работи. За некои работи нема 100 дена, бидејќи ако сте рекле ова е прв вице-премиер е за мерак на Артан Груби, а сега имате прв вице-премиер, тогаш треба да имате во старт аргументи зашто го имате. Ако сте рекле и ако сте ја исмејувале не личноста, позицијата вице-премиер за добро владење, тогаш кога веќе го нудите како дел од својата влада, треба да имате 5 пати посебни аргументи откако кога сте ја исмејувале таа функција. Јас ви кажувам дека никогаш не сме исмејувале ни една. Зборам за мандатарот. А мандатарот е ваш партнер, сепак треба да има некаква комуникација. Јас мислам дека вице-премиерот за добро владење и транспарентност ќе биде еден од подобрите министри во идната влада, меѓутоа ви велам, дајте 100 дена за да видиме што ќе сработи. Добро, нив ќе им дадеме, вие за жал одите во ресор кај што немате 100 дена. Нема да дозволиме ВМРО ДПМН да се претвори во СДСМ, а вреди во ДУИ. Тоа е една од последните пораки на мандатарот и еден премиер Христијан Мицкоски. Како, еве, вие ја читате оваа порака? Се согласувам потполно. Видете, што треба да сватиме од неа? Имаше огромна надеж 2017 година од граѓаните. Има правда, нема мир. Меѓутоа се случи што не успеавме и двете партии тогаш да одат во опозиција, туку отиде само едната. ВМРО отиде во опозиција, ДУИ остана. И ДУИ навлезе во геномот на СДСМ и ја претвори СДСМ во една... Ама вие пак имавте искуство и од влези и излези. Имавме по 3 месеци и по 6 месеци. Да. Имавме за да се одржува одредено мнозинство со надеж дека ќе се случат уставните промени, за жал не се случија. Така да ако се претвориме во тоа како функционираше СДСМ и ДУИ, подобро и да не бидеме дел од идната влада. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во топ тема. Вие почитувани останете и натаму со Телма по кратката пауза за реклами. Следува најавеното интервју на колешката Тамара Грнчаровска со специјалниот пратеник на Германија за Западниот Балкан. Во продолжение на топ тема вечерва уште едно интервју. Колешката Тамара Грнчаровска разговараше со Мануел Сарацин, специјален представник на Германија за Западниот Балкан, за тоа кои се неговите, односно кои се очекувањата на официјален Берлин од новата македонска влада, особено во поглед на реформската агенда и европскиот пат.
Mr. Saracen, the new government of the North Macedonia should be elected next week. What are your expectations from the government? Well, I mean, it was an impressive election result, and my last talks also in Skopje was for, on the one hand, congratulating Madam President and Prime Minister-elect, but also to ask for what is their outlook for the future. And both were very clear that they are committed to the European path of North Macedonia, and we offered, of course, our German support for that. We stand towards the EU accession path of North Macedonia very positively as Germany, regardless of which political color. But of course, we expect that the reforms which are necessary are delivered, and the necessary results will be delivered. Our expectation. When we are on the issue of reforms, what exactly, it's in your opinion, should be the first reform that the new government should tackle? Well, on the one hand, it is clear that in the enlargement process, we have a clear focus on rule of law and justice system, fight against corruption. So everything what is in the so-called chapters 23, 24. But I know that important is that we open the procedure for North Macedonia to get the negotiation framework officially handed over and to open the clusters and to get into the work, so that the detailed work from the Commission can start, and North Macedonia will be like able but also ought to deliver concretely. And for that, of course, we need the constitution to take place. This is the condition that has been set out by an unanimous decision of the European Council 2 years ago. Since then, we are waiting, and of course, it is important at the standpoint of the new government how to deal with this conflict. In general, the reforms in the last country report from the European Commission were evaluated with not enough progress. Is there enough time till the next report this to be changed, and how? Well, I mean, you know that the progress reports, so-called country reports, are usually coming in the autumn. There's still some time to deliver. As we see that now there's the coalition build-up going to take place. I think government will be like spread in the coming days. I think it's still enough time to deliver before the summer, in the summer, on concrete reforms, and to see. Should the growth plan for the Western Balkan from the European Union accelerate reforms because the plan is connected with the release of the financial support for them, for the reforms? Yeah, as far as I see it, it's that every country is delivering a reform program to the European Commission that is first to deliver that, and also then, of course, to stick to that for the different tranches of this post and money. And it's, I think, happening in collaboration between the governments and the Commission. But it's not up to the member states at this stage to adjust it. And one of the priorities of the new government to deliver on it. You already mentioned the constitutional changes. The accession process of the country to the EU is still stay on the constitutional amendments. The position of VMRO-DPMNE, the next government, the leading party in the next government, on this issue is well known. Constitutional changes on the end of the process, not now. Now the VMRO-DPMNE, as I mentioned, it's on the power. What are the possibilities to realize it and to change the negotiation and to change the negotiation framework? Well, I think the possibilities to change the negotiation framework is difficult, let's say. You need an unanimous decision in the European Council, and you would need to convince every European member state
to open up a negotiation framework which has been set out once again. And then you would have to convince them why this is necessary. I think North Macedonian, the Macedonian government, North Macedonia, should focus on trying to deliver within the current framework. And of course, if it's possible that we are helpful in sticking to our offer stance, that Germany is one of the closest friends of North Macedonia. Our parliament has given us the advice to support the country, also in the questions of identity, culture, and language. But I think that you should not try to do this within the negotiation framework discussion. Might be too high to reach. 6 years of the Prespa agreement were marked yesterday. Did the agreement fulfill its purpose? Well, I think if you see that today, Prespa is having big advantages for both parties, for North Macedonia and for Greece. It paved the way for NATO accession. Today, I think regarding security, the neighborhood between Greece and North Macedonia is very important for both countries. I also see that there's a new partnership developed. I think it's very important path towards the European Union for North Macedonia was in the last years advocated by Greece. And I think it's in the interest of us, of Germany, but also of the Macedonian government and the Macedonian people, that this stays the way it is and that the old times of controversy are not coming back. Although, of course, not everybody always feels comfortable with everything what is within Prespa from both sides. How do you comment the remaining obligation from the both sides? Well, it's very easy to comment. Everybody should fulfill their commitments, but also everybody should prefer to care about their own commitments, not always first about commitment from the other partner. In the last few weeks, we are witnessing the tightening of the relations between Skopje and Athens due to the non-use of the constitutional name by the new president of North Macedonia and the announcement from the new prime minister that he will not use the constitutional name in the speeches. What is your opinion on this? Well, in my talks in Skopje 2 or 3 weeks ago, both gave me the impression that they're honestly committed to the path of North Macedonia towards the European Union, that they want the Macedonian people to be a part of the family of Europeans, not only like today already in mind, but also among the negotiation tables in Brussels and Strasbourg. And I understand that with the political background and also the personal history regarding Prespa, that for Mr. Michalski, it's not an easy political and personal task. I think it might be a mistake. While he's on the one hand clearly committed to the European path, it might be difficult to build up an obstacle by not using the constitutional wording for the swearing-in ceremony. So this is why my wish, if I had one, was the topic of using this or not be avoided by just sticking to what's the and not opening up a new front for domestic discussions within Greece and a new adversity between European member states and EU government. Just to keep the topic where it is. It is not totally unimportant, but much more important is the European path. Is it possible to have an official public meeting between German and Macedonian representatives in which the name North Macedonia will not be used? Instead, will be used Macedonia from the Macedonian officials?
I mean, there are different versions of how meetings like this, have not in place in the debates in North Macedonia. I can just say that Germans never we are not controlling what guests are saying, especially not with friends like our Macedonian. Of course, I mean, it would be good to avoid awkward situations. This is to be seen, I think. How do you, in generally, evaluate the good neighborhood relations of the country? Greece, Bulgaria, Serbia, Kosovo, and Albania. Well, I think in general we are in a difficult time in all the region, but not only, also in the European Union. We see that, for example, in my country, a party which is also having open claims to neighboring countries, very successful in France, was very successful in European elections, which wants to increase the engagement of France within the European institutions significantly. So not only in the Western Balkans, but also the argument of not trying to solve neighbors, but trying to exploit them politically at home is increasing. And I think especially in these times, we need try to take another pathway by, of course, recognizing necessity of identity and also national pride, but not forgetting about delivering results as well. И тоа беше се за вечерва во Топ Тема. Останете на програмите на Телма, со нови содржини во Топ Тема. Се гледаме утре вечер.